мајчиното млеко од секогаш, денеска и за секогаш ќе биде основно, односно златен стандард во исхраната на едно новородено. Тоа представува еден вид комплексна течност која што е богата со нутритивни фактори, нутритивни компоненти, богата е со биоактивни молекули, како што се например имуноглобулини, како што се например витамини, минерали, понатаму е богата со клетки, како што се стем клетки, лактоцити, леукоцити, макрофаги и бактерии, и тоа добри бактерии од типот на бифидобактерии и лактобацили, и содржи дополнително, може да содржи, докажано е присуство на ксенобиотични фактори, тоа се фактори кои што всушност може да се најдат во мајчиното млеко, и тоа се делови од пестициди, делови од фармаколошки агенси. Меѓутоа, овдека сакам да кажам дека не само што е мајчиното млеко важно за исхраната на новороденото, важна е исхраната на самата мајка за време на бременоста и за време на доењето. Значи, овдека, откако ќе почнеме со обновување на школата за родителство од 1 септември, би спроведувале дополнително и влијание, односно информација на мајката за нутриција соодветна за време на бременоста и за време на доењето. Тоа значи добра и избалансирана исхрана на трудницата и на доилката, многу мал внес еднаш неделно на јаглени хидрати од типот на индустриско благо. Во однос на исхраната на мајките, самото доење нели се препорачува 6 месеци. Во тој период мајката веќе е, да кажеме, исцрпена од самиот чин на породување, од негата кон новороденчето. Како треба да изгледа таа исхрана? Например, да има доволно сила да се грижи за дебето и секако нели за себе. Така, значи исхраната треба да биде добро избалансирана, значи треба да се внесуваат и зеленчуци, и овошје, и протеини, но треба да се внесуваат и јаглени хидрати, ама природни јаглени хидрати. Не, како што кажав, не индустријски добиени. А не како што сега постојат трендови да се хранат доилките само со зеленчуци, овошја и со протеини, а јаглените хидрати да ги оставаат на страна, бидејќи исхраната на мајката го менува микробиомот кај новороденото. Во меѓувреме, дел од мајките, особено помладите мајки, веројатно брза да вратат линијата која што ја имале пред да останат бремени. Меѓутоа, науката укажува дека се губат калории кога се дои. Имате ли такви податоци? Калории дека се дои Додека се дои, да. И брзо се враќа. Брзо се враќа тежината кај мајките, зависи, пак ќе кажам, значи как дали исхраната доволно балансирана, значи не треба да предоминираат јаглени хидрати во исхраната, бидејќи самите тие се всушност кои што доколку се нормална количина внесуваат, знаат да ја дигаат телесната тежина и body mass индексот кај трудницата, односно кај доилката. Дел од доилките се одлучуваат и за исхрана со формула. Преку формула некои едноставно не можат да дојат и тоа е единствениот начин за да се дохрани бебето. Која е разликата помеѓу формулата и начинот? Така е, значи иако се фармацевските компании трудат да го да кажам да направат соодветна формула која што ќе обезбеди соодветен нутритивен внес за тоа новородено, сепак него во целост имитира мајчиното млеко, бидејќи, како што кажав, дел од клетките имуноглобулините се уште не се присутни во млечните формули, а тие се многу важни за имунолошката состојба кај новороденото. Значи, за самите клетки влијаат антивоспалително, антибактериски, антивирусно, така да е мајчиното млеко, поготово првото млеко, колострумот, тоа е она мајчино млеко кое што всушност се прво создава, кое е мало во количина и кое што е богата со протеини до 4-ти, односно 5-тиот ден после породување. И текако е потребно и ние го нарекуваме прва вакцина за тоа новородено. Понатаму, составот на мајчиното млеко се менува, до 14-тиот ден е преодно млеко, кое што е богато со јаглени хидрати и со масти, и е важно на новороденото да го конзумира за да ја врати родилната тежина, значи потребно е за да напредува во телесна тежина. И зрелото млеко е тоа млеко кое што всушност продолжува од 14-тиот ден до крајот додека трае лактацијата. Сега имаме ние мајки кои што
нели едноставно млечноста на градата се намалува со текот на времето, за да напредува тоа новородено. Во одредени ситуации се препорачуваат и млечните формули, но кај сите мајки потенцираме дека и еден оброк мајчино млеко да има, сепак да го одржат, да ја одржат лактацијата барем до 6-месечна возраст. А што се однесува додека трае лактацијата, дел од мајките се двоумат дека треба да му даваат и водичка на новороденчето. Какви се препораките на така, кога новороденчињата и доенчињата се на ексклузивно доење, значи не треба да конзумираат други дополнителни течности, бидејќи 87% од вкупната количина на еден оброк млечен отпаѓа на водата. Значи и не треба да додаваат ниту чаеви, ниту водичка, ниту други напитоци. Понатаму во составот на мајчиното млеко влегуваат протеини. Од протеините, тоа се вкупната концентрација на протеини во еден оброк е 1% и тој процент е сосема доволен и е многу важен, поготово е важен бидејќи соодносот на протеини кој што е во тој состав е толку добро избалансиран и млечните формули исто така се трудат да го односот на суруткини, на протеини, на казинот да биде како што е во мајчиното млеко, а не во кравското млеко. Дополнително во суруткините протеини се наоѓаат и одредени ензими и одредени други протеини, како на пример лизозимот. Лизозимот е многу важен бидејќи тој го разложува зидот на бактериите. Лактоферинот делува како носач на железо и тој освен што е важен за спречување на анемија кај новородено и кај доенче, важен е бидејќи го невозможува железото да го користат бактериите, вирусите со кои што новороденото доаѓа во контакт и на таков начин тој делува антивирусно и антибактериски. И на крај имуноглобулинот А, кој што го како има во мајчиното млеко, тој секреторен го обложува цревото и исто така делува антивоспалително и антибактериски и вирусно и така натаму. Тоа се едни многу важни компоненти во составот на мајчиното млеко кои што всушност ги нема во другите млека. Вие постојано се доедуцирате, бевте и во Јапонија, неодамна и во Холандија. Какви се тамошните искуства, разменувате со вашите колеги? Да, во Јапонија баш процентот на доење е значително висок, исто така како и тие, исто и ние се трудиме да процентот на доени новороденчиња и доенчиња во првите 30 минути да биде висок и да ги следиме светските, односно препораките на Светската здравствена организација. А во однос на посетата во Утрехт во Холандија, значи таму дојдовме до сознание дека досега се докажано околу 200 гени за синтеза на олигосахариди, која се верува дека постојат околу 1000. Олигосахаридите се посложени шеќери, кои што всушност се важни за исхрана на добрите бактерии кои што ги има во цревото на новороденото и односно на доенчето. Користејќи ги овие олигосахариди, значи тие се размножуваат и се го населуваат цревото и на таков начин оневозможуваат делуваат антивоспалително, антиинфективно самите тие добри бактерии и на новороденото. Се добива еден филм кој што го сочувува интегритетот на цревото на бебето. И за крај што ќе прорачате на младите мајки, оние што очекуваат од бремените кои што наскоро ќе се породат. И покрај предизвиците со кои што се соочуваат за време на почеток на лактација и на доење, како што се недоволно количество на млеко, појава на рагади на бредавките, сепак не треба да се откажуваат, бидејќи пак, како што кажав, мајчиното млеко е многу важно за новороденото и представува златен стандард во исхраната на секој бебе. Во моментот не се врши опремување на соба за едукација за бремените жени. Туј ќе има психофизичка припрема на бремените жени за породување, начин на породување, нега на новороденото и ќе имамо обуку на техники за доење, сите техники за доење. Во план е од 1 септември да стартуваме со собата и тој ќе биде сите преку социјалните мрежи сите информирани за кад ќе стартуваме. Преку мобилен телефон како порано ќе
ќе ги загажуваме пациенти, термини и тако е. Очекувате ли интерес од Да, од жените? да. Ја мислам дека ќе има интерес од жени, пошто порано не функционираше исто овој по еден период престанамо, сак мислам дека пак ќе имамо интерес. Еве долги години се занимавате со оваа дејност, која е пораката до младите мајки како да се обидат да дојат, бидејќи бенефитите што ги кажа докторката се значителни. Многу подобри, да. Па ја ги кажувам на мајки, на сите мајки, значи да не се откажат. Еве ќе имат поддршка од нас, акушерки, у болницу, од докторке, па пошто мајчиното млеко е нешто најдобро и најздраво за новороденото. И да не се откажуваат никогаш до крај. Доколку мајката и новороденото тие се во добра состојба, во првите 30 минути веднаш по раѓањето, акушерката е таа што го поставува новороденото за доење, каде што тоа е особено битно за новороденото. Првото млеко, односно колострумот, тоа е особено важно да знае мајката како правилно да може да го постави бебето, доколку има потешкоти околу делот за доење, тогаш кога ќе биде префрлена на оделот, оделенските сестри се тие кои што помагаат за доењето на мајката. Исто така, особено е важно, каде што ние вршиме исто така и листи за доење, како и начинот на измолзување. Постои школа за родителство, каде што претходно пациентките кои што сакат може да бидат пријавени, се врши едукација на тие мајки, за да знаат како понатака да немаат потешкоти во начинот на доење. Процентот на поставување на доење изнесува 80,3, веднаш 30 минути по раѓањето, каде што при исписот процентот е некаде околу 60,2%. Особено е важно мајките да знаат правилен начин како да го дојат едно новородено, каде што понатака кога ќе се направи исписот на една мајка да нема потешкоти во домашните услови. Ви велите има одреден пат на оние што се откажуваат дел од мајките, која е пораката? Не дека веднаш имаат доволно количина на млеко и мислам дека тоа е една од клучните причини зашто се откажуваат, едноставно е мачно. Потребно е упорност од страна на мајката, како поддршка исто така се тука и акушерките кои што ќе помогнат за начинот на доење, за да може една мајка да успее околу доењето. Очекувате ли интерес од септември како ќе стане? Мислам дека да. Мислам дека ќе има интерес од страна на мајките, бидејќи тоа е во нивна корис за нивните новородени.